Почитувани мои од она што спеавте на стартот, да го видите, знаете веќе дека овој пат гостин во емисијата во Агол е Никола Перевски Пере, кој што е фронтмен на групата Нокаут, која што вечерва ќе можат сите заинтересирани да ја слушнат во Дом на млади. Емисијата се снима непосредно пред концертот на Нокаут, а што точно ќе се слуша вечерва и што точно досега имат работено и што ќе работат во иднина, ќе ни каже самиот Никола Перевски Пере. Добре дојде во Агол. Добро ве најдов и благодарам за поканата во вашата емисија. Како се чувствуваш во Агол? Прекрасно, супер. Јас во Штип се чувствувам секогаш удобно. Да кажам, еве како дома. Како дома. Секогаш ми убаво, многу пријатели имам овде. Долго време веќе доаѓаме во Штип, така што прекрасно се чувствувам секогаш. Кажи ми, реков дека вечерва ќе настапувате во Дом на млади, тоа е во рамките на вашата концертна турнеја за новиот албум? Летната турнеја, значи јас сакам да кажам дека нашиот нов албум е 2014 издаден, меѓутоа еве не може да се досвириме, така да ова ни е втора турнеја со нашиот втор албум, да кажеме летна турнеја и мислам дека ќе следат уште доста концерти. Албумот се вика Трип? Не, или песната најновиот сингл што ви? Вака се, најновиот сингл Трип е дел од нашиот најнов албум кој ќе се појави, се надевам, наредната година, негде на пролет. Така што веќе и подолго време го работиме албумот и оваа песна значи ќе се најде на тој албум, значи на четвртиот албум. Инаку на Нокаут 3 албумот, мислам дека Нокаут 3 содржи, ако не се лажам, околу 15 на композиции или 16, сега не ме држиш за збор, не знам. Така што вечерва гледачите ќе можат да, односно фановите ќе можат да не проследат со делот. Првиот со песниот делот, првиот албум, вториот, исто, тројката, значи една компилација. А од четворката? Па и од четворката, дури и од четворката, значи Трип е од четворката, позитивно исто ќе отсвириме вечер, така да мислам дека ќе биде доста позитивно. Оно што успеав да меѓу време да прочитам на интернет за вас и за Трип, најновата ваша песна, за спотот кој што веќе на YouTube има голем број на гледаност и тоа релативно за брзо време има голема гледаност, затоа што ја издадовме пред 1-2 недели и веќе има голем број. Па така е, летен хит, мора да е, нели? Снимање на повеќе локации? Да, снимање на повеќе локации, мислам, јас не се оптоварувам со тоа дали ќе биде сниман, не знам, ваму, таму или не знам што, на крај навистина е важен крајниот производ. Мислам дека е квалитетно сработен спотот. Се снимаше на повеќе локации. Во однос на вашето прашање, да, значи беше сниман во Барселона, во Грција, во Македонија и така малце искомбиниравме нека комбинаторика и мислам дека излезе одлично. Коментарите за Трип конкретно се дека повторно го враќате тој ваш од поодамна препознатлив ритам и стил на музика и на пеење. Во суштина тоа беше и главната идеја, да кажам, некако за четвртиот албум, да го вратиме малце саундот, звукот од оној прв албум, значи начин на што се однесува до текстуалниот дел, исто така урбани, скопски, градски текстови, како например е некоја паралела да направам со Временска машина. Само со тоа што Временска машина е наша обработка од Earth, Wind and Fire, како кавер верзија, секако направена на наш собствен начин, препознатлив, можам да кажам. А Трип е сосема на наша авторска песна и сметам дека излезе и она дел. Со кој ја подготувавте Трип? Тоа е значи суштината е да го вратиме звукот на првиот албум. Така го размислуваме овој четвртиот поред. Со кој истиот тим, истата екипа кој што имате работено порано и овој пат? Тоа е и главната суштина. Воедно Дарко Димитров работи како продуцент, тука се појавува Александар Истовски Принц како текстописец, јас сум тука како композитор, секако изведувачи сме самите ние како бенд и така една
една добра, да кажем, постигната еклектичност, една еклектика има во самиот момент и мислам дека стварно ќе биде успешен и добар албум. Да предлагам. Барем по мене, се тоа публиката на крај оставаме да. Па пред се најважно нели самиот да ти се свиѓа тоа што си го створил, создал, бидејќи па ние имаме, до сега да. не сте имале да речем промашај, значи сите вашите песни ние се имаме голем опус, слушани доста и барани. голем опус на композиции, на песни, така што голем дел од нив и не се издадени. Значи работени се сободени, затоа што сметам дека една песна во суштина треба да зрее како и човекот, значи како да одведуваш мало дете и во суштина некои песни треба да одседат во фиока, треба да созреат тие аранжмани, па и многу голема внимателност, односно многу се концентрираме околу текстуалниот дел. Значи на песните сакаме да биде она што се нарекува аудио, визуелен дел и текстуален дел, да биде сето тоа сплотено и да излезе на крај на квалитетен производ. Да, предлагам да го видиме спотот за песната Трипи, да го слушнат гледачите Супер, на со емисијата во Агул, а потоа ќе продолжиме понатаму за сето она што претходно го има работено групата Нокаути за сите нивни поранешни хитови и дуети. И дуети, добро, да. Супер. Ајде, одиме со спотот за песната Трипи. Реков, продолжуваме со она што го имате претходно работено и со дуетите. Она што пред да почнеме со снимањето на емисијата го видов на YouTube е вашата песна со Игор Џамбазов што ја имате направено, имате пеено и се пее од сите, буквално од сите. Како дојде до соработка со Игор Видите, Џамбазов? со Игор Џамбазов имаме, да кажам, големо искуство. Прво тоа да кажам, во однос на компонирање, и на изведување и така натака, па и кога ќе се појавиме на сцена, мислам, тој човек е роден за сцена по мене, така што секогаш она што го прави како Игор Џамбазов дава и како добар квалитет. И излегуваат на крај многу интересни, некогаш неочекувани работи, меѓутоа одлично прифатени од публиката. Она што публиката повеќе го сака и сите ваши фанови се текстовите во песните кои што до сега ги имате работено. Значи не се ајде да не речам бозаични на некој начин или така лесни текстови. Значи текстовите се лирични, текстовите се лирични, претежно љубовни тематики обработуваме. Љубовта е за мене најважно нешто во животот, значи нешто највозвишено. Тоа љубовта според мене нема ништо повозвишено, исто како и музиката. Значи тие две работи ги вагам, не можам да ги довагам. Не знам што е поважно, меѓутоа најверојатно доколку немаш љубов, веројатно не би имал и љубов кон музиката, така што љубовта е сепак на прво место. Значи љубовта е тоа што те инспирира и што те води со кариерата. Да, видете вака и со Игор Џамбазов конкретно, значи имаме направено неколку заеднички песни, не знам дали ја знаете, има една се вика Сонувам диско. Сонувам диско е за мене една од поубавите песни извадени на ова македонско тло, така што исто така како автори се јавуваме на темата Бестрага, еден куп заеднички песни за други изведувачи имаме работено како автори, така што музиката си го прави своето, веројатно и тоа не спојува најмногу за да ете така и работиме, се дружиме, обстојуваме и уживаме во тоа што го работиме, што го правиме. Рековме вечерва сте овде во Штип во рамки на турнијата претходно во Кавадарци во Прилеп, каде ќе бидете понатаму, каде ќе може да ве слушнат и видат?
Кавадарци, не знам сега ако промашам некој град ќе ми се наљутат, обично знам да промашам. Така што сега следува Штип, па следува Берово. Знам дека турнејата ни завршува во Скопје, последниот концерт ни е во Скопје, во склоп на фестивалот Пиволенд, кој што ќе се одржи на 1 септември. И тоа е за сега околу таа летна турнеја, инаку ние често знаеме да отсвириме и на некои приватни забави, многу не бараат посебно младите луѓе, дали за не знам славела роден ден, дали за матурска, дали за нешто, меѓутоа секој со своите онака желби, услови и така натака, меѓутоа навистина доста свирим. Свирите ли надвор од Македонија или само овде? Имате ли настапувано? Да, имаме настапувано, како не, од 97 до сега, не знам, значи имаме скоро пола источен блок поминато горе, затоа што ние најпрвин се концентриравме на источниот блок, не на западниот, меѓутоа црпевме инспирација од западот, као Jackson's 5, као Earth, Wind and Fire и така натака, меѓутоа да, горе Балтичките земји, значи на разни фестивали, понуди имаме секако сега и за Бугарија, за Србија. Меѓутоа сето тоа е, како да кажам, мора да се води грижа и околу тој менаџерскиот дел, значи стратегијата е многу важна. Ние сакавме навистина да поставиме некаков стандард во државата што се однесува до овој популарен жан, да не бидам сега нескромно сватен, значи работеле и многу бендови пред нас, значи од кои што сме црпели инспирации ние и сме учели и сме слушале, да кажеме, од како Лепи Сол, Архангел и така натака, значи еден куп добри и квалитетни бендови. Меѓутоа ние имаме некој наш стил, наш начин на работа, наше видување на сето тоа, стратегија во однос на тоа како треба да се движиме, дали треба да излеземе над државата, дали не, кога тоа да го направиме. Има ли неодредена личност која што се грижи за вашите настапи, како менаџер, да речам, да ви ги организира? Мислам, ние имаме работено во случајот турнејата, потоа каде се ќе настапувате? Имаме работено со повеќе продуценски куќи од Македонија, да кажеме, не знам, еве и МРТВ, Авалон продукција. Долго време работевме со Авалон продукција, имавме договор околу 4-5 години, значи со Авалон продукција го направивме вториот албум. Сега во моментов, ако ме прашувате, имаме секако, работиме со Горила продукција. Горила продукција е на некој начин, па ете да кажам така, организатор, значи немаме некои договори, не знам какви подпишано професионални за соработка, меѓутоа околу оној букинг делот, менеджментот го води таа продукција во моментот, Горила продукција. Так, додека разговараме, додека ја снимаме емисијата, само да им кажам на гледачите дека емисијата се снима во универзитетскиот ресторант во Штип, каде што пере овде, а овде се и останатите членови од групата кои што се позитивно расположени доколку ги слушате во позадина. Ајде накратко да ги споменеме и другите. Имате меѓу другото и штипјанец во тимот. Штипјанец имаме, да, Горан Кавраков, значи професор по саксофон. Ние веќе дружиме, свириме подолг период, значи оваа постава сега овде кај што седи во моментов е датира од 2005 година. Значи ние од 2005 година заедно со оваа постава работиме до ден денеска. Со првата постава од 97 година. Од 97 година работевме 4 години. Работевме 4 години, потоа некако сета таа работа малце стивна. Мислевме дека е време малку да се повлечеме и да дадеме предност на она што се вика малце абсорбација на креативност, малце нешто да се повлечеме од сцената, за да може да направиме нешто ново, за да парираме, за да бидеме некаква конкуренција, односно не Бог знае сега да се према колегиве да не бидам исто погрешно сватен, меѓутоа
сакавме да издадеме нешто квалитетно, да секогаш целиме кон квалитет. Не спомнав за Барем за нас, барем за нас. Не спомнав за Джаве позитивно, затоа што Да. позитивно е она што ќе го слушнат во продолжение на Позитивно е емисијата. една интересна Да. тема. Кај мене, значи, даде едни такви побуди за да ја преработам таа песна, од причина што навистина го сакам тој италијанец. Значи се работи за преработа на темата Позитиво од Джованоти. И таа песна некако ми има оставено голем впечаток, односно извршено големо влијание врз мене како дете, многу ја сакав и викам оваа песна ќе мора еден ден да ја преработам и ете дојде тој ден така да можат гледачите да слушнат и да видат за што се работи. Ајде да ја слушнеме позитивно, а потоа ќе го продолжиме разговорот на она што пред малку го започна Пере, а тоа е конкуренцијата овде во Македонија. Одиме со позитивно. Ја слушнавте и позитивно, и ние овде сме позитивно расположени и реков ќе го продолжиме разговорот со конкуренцијата овде во Македонија, односно со сите оние правци на музика кои што во меѓувреме се случуваат на македонското поднебие, да наречам, или македонската музичка естрада, или што е она што според тебе, бидејќи од 97 рековме дека нокаут функционира, дека до тогаш и вие малку ги имате изменето правецот, сепак она што го работите е секогаш едно исто, секогаш ваш стил, пално ваш стил. Вие сте изградени музичари, но што е она што според тебе се случува на македонската музичка сцена? Овие нови млади имиња кои што се појавуваат, ви имаше коментари од претходни гости овде во емисијата во Агол, дека се појавуваат многу имиња, но и дека брзо згаснуваат. Што е рецептот, тебе на крајот да кажам, рецептот да обстанете толку години? Конкуренција никогаш доста, значи конкуренцијата мора да постои. Без конкуренција не може да се одвојат најдобрите. Мора да има конкуренција и добро е тоа. Значи има многу млади луѓе кои што работат во оваа држава и кои што си ја знаат својата работа многу добро. Меѓутоа, доколку сакаат стварно професионално да се посветат на тоа, треба професионално да се посветат. Не може да прави заби он да поправа до 4 саат на работа да биде и после тоа да забавува некој од 8 до 9 да пее дали по кафичи и така натака. Односно може, меѓутоа тоа е тоа ниво, не разбирате. Од конкуренција никогаш доста и сметам дека ние како нокаут за овие 20 години сме извршиле некакво влијание. Сепак е тоа 20 години работа. Мако трпна работа, многу настапи, многу концерти, ако не друго, барем имаме насмеано и расположено многу луѓе со секој наш настап, како да ви кажам, тоа го кажам од задоволство, затоа што ја пратам публиката, ја гледам и секогаш има позитивни реакции. Во моментов очигледно има и како што вие, вам ви биле узор Леписол или... Апсолутно, да. Има многу бендови, да кажеме, па и не само бендови, туку и пејачи, значи индивидуалисти кои што настапувале индивидуално без бендови, него чисто се појавувале со многу добри композиции, со оставале некаков трак, некаков печат на оваа македонска сцена. Рече во Штип сакаш да доаѓаш, имаш овде голем број пријатели. Да, заборавив инаку да ги спомнам членовите, значи Горан Кавраков саксофон, ќе се навратам на претходното прашање, извини, да. Он е професор, да кажам, сите се некако дипломирани професори се во овој бенд, така да Виктор Николовски, еве кај да и он професор по бас гитара, популарни жанрови, Борче Кузмановски, слободно професор по клавир, може да биде ако сака. Горијан Петровски, гитара, исто со нас е од самиот почеток од 2005 година во таа втора постава. Благој Антовски, професор по
по драмс, односно по ударни инструменти. Да не заборавам некој, сега мојот брат Бојан Перевски, исто и он ми е секогаш стална поддршка околу перкашенот, бек вокали и така натака и така натака. Мислам една екипа, позитивни момци, како да кажам, кои навистина даваат и елан и мотив за работа, па и за дружење, за многу добра дружба, да. Тоа е пред се најважно. Што е најважно, да, според мене, пошто ние ако не се чувствуваме меѓу себе како колеги, да има помеѓу нас, како да кажам, еден позитивен јас да не поврзува, тогаш не би имале ни ваков успех, да кажеме, ниту би давале некаков квалитет. Така, започнавме со неновиот албум, еве со него и ќе завршиме, рековме 3 песната која што веќе има испод. Колку песни ќе може да се слушнат на новиот албум? Видете, не знам, значи ние, како што кажав и претходно, имаме огромен опус, значи Дали некој од тие доста- што чекаат во филот ќе се Тие најдат? се тие песни, да. Например, ние правиме селекција од, има сигурно 20-30 песни, од кои правиме селекција и ги одбираме кои 10 или 15 би влегле на овој, на следниот материјал, значи што доаѓа во случајов четвртиот албум. Така што имаме доста, сега по мене пак ќе кажам квалитетни композиции и сакаме да го задржиме, значи оној стил на фанк, диско фанк, поп рок и така натака, со што се косиме малце со претходниот албум, затоа што ми е баш поп рок, баладичен, третиот албум има и доста рок песни, и тоа овој малку ќе биде така, по диско, по фанк, По нешто што им недостасува баш во мислам дека и последните години. недостасува во овој момент еден таков албум, баш како што ќе извадиме ние. Така, планирате соработка или некој од актуелните музички пејачки или музички звезди овде да соработувате, да се појават на новиот албум? Секогаш сме отворени за било каква соработка со, може и да не е звезда, може и да е некој од, како да кажам, од улица, да ни се свиѓа уличен свирач, па да го повикаме да снимаме и да работиме со него, ме разбирате, значи не се работи секогаш дај сега со овој познат да бидам или со оној познат да направам некаква песна за да тоа биде што поприфатено или не знам, значи многу е глупаво според мене да се наметнуваш на публиката, односно со сила да правиш слушај ова е вака, ова е сега хит или ова, што е тоа хит, ја не разбирам, не сваќате. Значи ко добар хит, те мислам цело време, да, тоа е така и не е кажано за џабе, меѓутоа треба да се свати правилно и сметам дека не е добро да се наметнуваш со сила и да правиш нешто што како да кажам, што на публиката и се допаѓа. Да очекуваш на публиката што ќе се допадне сега, па тоа да го правиш. Едноставно треба музиката да излезе од тука, од срце, од душа, од тоа она што носиш во себе. Значи за да биде и оригинално, за да биде добро и на крајот прифатено сега. Тоа што вие го нудите, за тоа имате одреден круг или публика која што ги посетува сите ваши концерти, доста голем број настапи. фанови, имаме стварно и фанови вечерва кои што се дојдени од Скопје, кои што не пратат скоро секој концерт кај што идеме и низ Македонија, така што навистина. Па ќе дојде претпоставам и од овој источниот регион. Имате и овде голем број на фанови. Горе повеќе се концентриравме на фестивали, да кажеме како, не знам, Славјански базар, настапуваме на доста фестивали, концерти во Украина, исто направено, Молдавија, не знам, значи... Колку ви предизвик Евровизија? Евровизија сум бил како композитор, да кажеме, со песната... Ма како група, нокаут да Од нас настапувате на зависи Евровизија? 2002 година во Естонија. Искуството го потврдува тоа и со настапот со Тијана Дапчевиќ 2013 година. Што е она што еден музичар, еве во случај да речеме ти, 20 години постоите како нокаут на музичката сцена овде во Македонија. Сметате дека досега сте го достигнале тој некој врв или што е она што уште преостанува за
да ве води се погоре и погоре и да бидете и вие узор на помладите овде во Македонија? Па не знам се, викаат sky is the limit. Значи небото е границата, така да не знам дали искрено го имам достигнато врвот да го достигнеш, веројатно треба уште многу фурни лети и многу години работа. Никогаш не се чувствувам дека ова е завршено, ова е тоа и тоа, него секогаш има нешто нади, секогаш има некоја енергија која ме тера, например, лично мене да продолжам напред и да работам, да кажеме, со сите колеги, па и сам како автор, значи отворено кон сите со една позитивна енергија, и тоа е тоа што човек веројатно го носи во себе природно и што му дава додатен елан за да го направи тоа како што треба и да го постигне тој некој врв, да кажеме. Меѓутоа врвот за мене е еден добар, квалитетен и нормален живот. Тоа е за мене најголемото достигнување. Повеќе песни, повеќе концерти, поброј на публика, повеќе фанови. Тоа не се знае никогаш. Денеска сме овде, утре не. За крај на емисијата би те прашала тоа лимит за мене. Јас мислам дека лимитот овде, како да кажам, со таа некоја Евровизија или нешто, ако се смета дека тоа е лимит, мислам дека го немам се уште достигнато. За крај би те прашала, какво е чувството да пееш пред многобројна публика, односно сите оние кои се на ваши концерти да ги пеат вашите песни? Импозантно е тоа чувство, да ви кажам. Значи, тоа е онај што ме води напред, да кажем, и што ми дава плюс гориво за да можеме да одиме понатака. Навистина се чувствува човек исполнето, срекно кога ќе слушне цела сала како пее со него, односно како пее или со мене, со било кој. Не можам да го опишам тоа чувство, тоа е неописливо. Меѓу тоа е навистина убаво. Тоа е нешто што многу често ги прашувам моите соговорници и никој не може да го опише. Никој не може, навистина, тоа е само треба да застанеш и да го направиш тоа и да го почувствуваш. Тоа е тоа. Ви се дивам на некој начин, бидејќи не знам да пеам и никогаш за мене така не би пеал. Посакувам многу успех да реализирате сите песни што ви се во тие што чекаат ред во фиока да излезат на површината, да се слушнат, повторно да дојдете овде во Штип да се видиме. И јас ви посакувам на вас голем успех и со телевизијата, со Канал Плюс, успешни емисии. Благодарам многу. Навистина ми е драго, сум ве гледал, навистина квалитетни убави емисии, само продолжите така. Тоа е она што ќе дава плюс една поголема сатисфакција за оваа македонска музичка сцена и општо за културата во Република Македонија. Благодарам на поканата. Благодарам. Пред крајот на емисијата правиме селфи секогаш со соговорниците. Почитувани мои, ова беше Тере од прв пат ми се случува селфи. Тере од Нокаут, се гледаме повторно во едно наредно издание. Сакаш, зар нема стил за тебе, па кажи што ли бараш, што сакаш од мене. Ти си моја вечна, фатома од себе си ја. Ти си го црна моја.
stolice zar ne je osnovno pameti. Zagrada se roba, roba gleda pada, što je roba, ja sam vama. Bez okrešta roba, da stoju vam za tebe, da kažeš što imaš, što zakaš od mene. Ti si moja večna, vama od srcija, da si crna moja. Ja sam ti sve vajza, da radiš od frekvencija, da planeta radiš a ja i ti sve dvajca na različna frekvencija, na planete različna. Ti si ja večna, fatalna obsesija. A ja i ti sve dvajca na različna frekvencija, na planete različna. Na planeta različna. Thank you! Dobar vam štif.